Македонската демократија е погазена, се заклучуваат пратеници, се пцујат вработени. Дали решението за овој хаос е предвремени избори? На овие теми разговараме со професорката и пратеникот во МРДПМН Иванка Василевска. Професорке, добре дојдовте во студиото. Добре ве најдов. Така, да почнеме од ова што е најактуелно, тоа е случувањето во собрание. Почна да ве заклучуваат. Што се случува во собранието? Во собранието се случува еден организиран хаос, кој што е добро режиран и диригиран од страна на председателот на собранието, господинот Талат Џафери. Секако во колаборација со парламентарното мнозинство, но и со структури на МВР кои што дефинитивно не се службеници на собранието, туку лична, гарда, и тоа во пежоративна смисла го кажувам на председателот на собранието Џафери, бидејќи очигледно начинот на кој што тој комуницира со службите и начинот на кој што тој ја третира целата таа администрација им е веројатно вообичаена, можеби дури и посакувана. Не можам поинаку да го разберам однесувањето на луѓе кои би дозволиле да им наредува вчерадента на 2 пати да ги заклучуваат со некои небулозни аргументи вратите од пленарната сала. Ова е покажување на сила и покажување на моќ. И тоа е многу лоша слика. Јас вчера во еден од моите настапи на говорницата, кога се симнував, му реков, твојот начин на однесување можеби нема да има ефект ни кај нас тука, ни на граѓаните што не следат. Но затоа амбасадите, особено Европската комисија, добро ги бележи сите овие однесувања и сето ова влегува во сите тие белешки записници и тоа е дополнителен товар на кичмата на македонските граѓани на патот кон Европската унија. Од таа причина сметам дека на овие луѓе и не име до Европска унија. Едно е флоскула и декларација. Ако ми дозволите, јас ќе ви кажам едно мое размислување и од вчера сум се поубедена дека е така. Вчера во собранието беа не повеќе од 7-8 пратеници од владеачкото мнозинство, од кои повеќето беа истакнати представници на шарената револуција. Тие имаат 3 збора кои што ги верглаа постојано, барајќи предвремени избори и барајќи промена на власта пред 5 и нешто години. Тогаш, во тој период, тие велеа диктатура, мислеа на владењето на поранешниот премиер Никола Груевски, бараат правда и бараат мир, правда и мир. Истите тие луѓе кои што грлата ги искина овде пред владата, говорејќи, викајќи, врескајќи, истите тие кои што толку жестоко и агресивно водеа кон насилна промена на власта и практично насилно ја променија власта, бидејќи колку сака нека биде тоа занемарувано, првиот мандат на поранешниот премиер Зоран Заев беше нелегитимен, бидејќи е спроведен неделовнички, е спроведен противуставно и со недоволен број на пратенички гласови. И најважното, не победија на изборите. го знаат. Да, тоа посебен момент беше, но и тој изборен инженеринг кој што се направи со откажувањето на соработката од страна на Демократската унија за интеграција во јануари месец 2017 година и посебно пораката со Тиранската платформа покажа дека работите ќе се одвиваат во неубав правец во однос на Македонија. И тоа го гледаме, можеби тогаш беше простете се во лудите глави на вамаровците и не знам кои таму, но денеска ние живееме таа реалност. Сега, кога ќе го земеме тоа се сума сумарум, има едно правило, тоа исто така еден воспоставен принцип на анализа за вакви процеси уште од времето на француската буржоаска револуција. И ние сите добро ги знаеме оние познати максими. Револуцијата ги јаде своите деца, еве видовме како ги заде шарената револуција своите деца. Понатаму, тека власта му припаѓа на народот, што е комплетна манипулација, бидејќи овдека ниту народот, македонскиот конститутивен народ, ниту пак граѓаните на Република Македонија имаат допир со одлуките и со дејствувањата на мнозинството. И токму затоа ја правам оваа паралела, јас бев вчудоневидена, дури изгрозена од гротескноста на одредени колеги пратеници од опозицијата, кои буквално
се исмеваа со нашето инсистирање да службите ги отклучат вратите. Не стануваше збор за тоа дали нешто ќе се случи нели од надвор од протоколот, но што треба да се случи. Извинете, зашто ве заклучи? За да се изгласа дневниот ред? Не, дневниот ред веќе беше пред едно 10 дена совлада, нели после 2 дена, расправа долго, нели мако трпна, која што е дел од активниот бојкот. Така и го започнавме активниот бојкот откако новоименуваниот и нелегитимен, бидејќи нема легитимитет од граѓаните, премиер на владата Ковачевски не се одзва на поканата на лидерот на опозицијата Мицковски да седнат и да договорат нели како да се излезе од оваа криза преку спроведување на фери демократски предвремени парламентарни избори. Значи, тоа помина, но ова вчера беше пребројување, бидејќи ние во нашиот активен бојкот сме во рамките на собранието, си ги обавуваме обврските, но сме цела пратеничка група ангажирани на секоја една точка. И на тој начин покажуваме, прво, дека тенкото владеачко парламентарно мнозинство не може да го издржи притисокот на опозицијата, бидејќи не стојат на стабилни нозе. Мораат да ги донесат и Мендухтачи, и господин Али Ахмети, и други уште господи и господа, кои што се само протокол во собранието во однос на нивното присуство се разбира, инаку се пратеници. Инаку не може да остварат кворум. Со нашето присуство и со нашата активност, тие се исто така во офсайд, бидејќи очигледно дека нивните пратеници не се во текст со предлог законските решенија кои што доаѓаат масовно од владата, кои што не само што доаѓаат и се доста проблематични, туку и многу често се случува на 3, 4, 5, 6 месеци да се дојде со нови предлози на дополнување на истите законски решенија, па со некои видоизменување и така натаму, што создава една хаотична слика и тоа е уште еден сигнал кој што ние го праќаме за да отсликаме на најдемократски начин состојбата на неиздржливост на вака поставеноста на работите и нели необходноста од наоѓање решение кое што би било предвремени парламентарни избори. Очигледно е дека господин Талан Џафери е прилично изнервирано. Што е изнервирано? Тенкото мнозинство што го има власта или од вашата блокада? Не, господинот Џафери е изнервиран бидејќи му го пореметивме мирот. Тој е функционер кој што преку 20 години е на високи државни политички функции. Кога ќе поминете повеќе од 4 години на висока државна политичка функција, веќе или се заморувате и ги трошите своите природни ресурси, алан, што е сосема нормално, и нели барате начин, значи како да нели го или тоест политиката ќе ве замени, ќе ви даде друга позиција така, или влегувате во еден начин на живење кој со текот на времето создава од најчесто велам од луѓето една безчувствителност, една дистанцираност, се мокта, значи контролата која што си има создава промена во психа и тоа се случува и сублимирано е токму во неговиот пример. Например, преку него можеме да видиме дека него му е комотна работата во Македонското собрание и он најмногу би посакувал да има конструктивна опозиција која што тој ќе си ја контролира и која што ќе биде безлична и која што нема да му прави проблеми, но тоа не е случајот со ВМРО-ДПМН, особено со ВМРО-ДПМН. Но и морам тука да ги споменам и навистина нашите борбени коалициони партнери кои што навистина се борат рамо до рамо со нас, а тоа е СПРЦ Социјалистичката партија на Македонија, господинот Липчо Димовски и Стојан Миланов пратениците, понатаму председателот на Српската партија, наш коалиционен партнер господинот Иван Стојковиќ, како и членот на партијата ГРОМ, господинот Лјупчо Пренџов, кои се исто така голема ударна тупаница и се една, значи да кажам, навистина солидна коалициона маса во рамките на парламентарниот состав предводен од мнозинството на ВМРО-ДПМН, кои, значи, цело време покажуваат дека нема да дозволиме да ни се протнат коруптивни, неадекватни и апсолутно, значи, предлог законски решенија кои што треба да послужат на одредена врхушка која што е на власта. Македонија е заложник и тоа не е само случај со ова владење на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, и претходно во 30 годишната плурална историја имаше обиди за злоупотреба на МОКТА.
токму и затоа ја кажувам онаа психолошка анализа и во која што се наоѓа господинот Џафери. Тоа требаше досега, барем на нас како граѓанство, да ни донесе некои други сознанија на каков начин ние треба да ги третираме политичките фактори. Ако ние продолжиме со вазален пристап и со подршка на просечноста и на подпросечноста или со други зборови, ако јас дозволам како единка подпросечни од мене да одлучуваат до каде ќе одам јас во општеството, тогаш не сме ја завршиле задачата. Обратно, не зборувам дека треба да се држат високите критериуми на академијата за да се даде простор за сите сегменти во општеството, но треба да се почитуваат правилата на игра, а тоа се уставот и законите. Според устав и според законите и според етиката, која што е нели нешто што тука не се применува. Личност во ликот и делото на Талат Џафери не може да биде претседател на собранието. Тоа можат само тесно партиски нелојални кругови кон државата да го направат да стане возможно. Го знаеме и неговото минато и начинот како беше избран. Другото, навистина, не сакам да навлегувам, да не се повторуваат некои работи, тие што ги разбираме работите, а тоа го е огромно мноштво од македонски граѓани, токму затоа ќе дојдам на една друга социопсихолошка тематика која што секојдневно сите не окупира. Разочараноста кај граѓаните во однос на општеството, немањето на веќе на доверба, губењето на доверба. И тоа јас лично, без оглед што сега нели функционирам во овој дел од животот како политички субјект, сум сосема свесна за сето тоа и го разбирам моментумот. Општеството не се развиваше природно. И дозволивме 3 збора, диктатура, правда и мир, да станат причина за да се случат овие 5 години комплетен масакар и уништување на целиот правосуден систем и пред се на уставниот поредок. Можеме да замислиме што ќе се случуваше да беше ВМРО на власт и ово да се случуваше. Па тоа ќе беа амбасади, повици, нема правда, нема мир и сите слики ќе се повторува. Апсолутно. Па еве, например, јас таквото размислување го имам и ќе ве потсетам, бидејќи тие ги истрошија нели флоскулите со 27 април. Мислам, и тие самите не веруваат во тоа, бидејќи ги знаат работите, а и Македонија е мала, се дознава колку и нешто да се крие, но она што е посмешно сега, почнаа 24 декември да го вртат во нели нивните напади кон нас. Сега, за волја на вистината, не сите читаат повеќе од нели наслов, така дојде времето, ама па има некои со слоновска меморија како мене. И ја многу добро се сеќам на иницијалната каписла на тие случувања тогаш 2012 година за донесувањето на буџетот. И тоа може да се раскажува колку сака, ама некако го раскажуваат на некои кои што ќе проценат дека немаат долго помнење. За жал има и такви кои што помнат и тоа навистина ова вчера беше 3 пати пострашно од тоа како и се иницираше тогаш и како дојде до таа нели случка, иако ниеден од овие акти на поднесување не се одраз на векот во кој што живееме и кон целите кои што се стремиме, а тоа е нели Европската унија. Дел од активната блокада или од бојкотот е најавениот протест на 18 јуни на ВМРО ДПМН. Што очекувате од протестот? Какви пораки да се испратат пред се до граѓаните? Па еве за нашите гледачи убаво да кажам дека еден ден претходно е роден ден на ВМРО ДПМН. Во вторник сега на 31 мај ќе биде одбележувањето на денот на смртта на основачот на ДПМН, значи покојниот Драган Богдановски. Мај и јуни се посебно важни месеци за нашата партија. Тоа е еден чадор во рамките на кој што многу години, со децении се собира секој на патриотско ткиво кое што ја носи длабоко љубовта кон Македонија, кон својата татковина. Оттаму 18 јуни ќе биде еден масовен сенароден и граѓански протест кој што го предводи ВМРО ДПМН и нашите коалицијски партнери ќе се приклучат на истото и со тоа сакаме да му испратиме една порака на новиот премиер и на оваа ненародна власт дека народот бара избори. Така, токму тоа е едно од главните барања на лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски. Зошто Ковачевски толку бега од избори? Ковачевски не размислува со своја глава, по мое, значи тоа е мое мислење, впечатокот е таков. Тој
дојде како и решение избор на претходниот премиер и председател на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Не случајно е одбран, не верувам во случајности. Малкумина се историски лидерите кои што доаѓаат, нели, имаат природен тек на нивното осознавање и тоа обично во други времиња се случува. Денеска гледаме посебно во Социјалдемократскиот сојуз, каде што е се строго контролирано и далеку од параметрите на нормалноста, бидејќи действуваат како антидржавен елемент, затоа го кажувам тоа. Не верувам дека беше таму случајен изборот. Која е идејата? Идејата е прво да се заборави Зоран Заев, а за да се заборави Зоран Заев треба Ковачевски подолго да биде на власт, бидејќи неговите грешки се навистина катадневни. Не само во кршење на протокол, не само во однесување со, нели, кон изборот на владините представници. Например, за мене лично како граѓанка и како македонка не ми пречела етничката припадност на државните јавните функционери. Никогаш не ми било тоа битно. Но многу ми е битно како ново именуваниот премиер не си погледна во сопствениот двор, каде што има навистина и квалитетни кадри. Може би се некои пасивизирани, има некои кои што се неутрални. Како не направи тим во едни вакви тешки времиња, кога еве и самиот председател на државата, господин Пендаровски, кажува дека уште минатата година во ноември имал информација дека ќе има удер во Украина. Кога ни кажуваат дека имаат информација од разузнавачките служби дека доаѓа криза, а ние останавме без основните продукти. Да, значи, например, ако беа тие одговорни луѓе ќе го предвидеа тоа и ќе се обидеа да го санираат. Не е возможно со нашата економија и со нашите ресурси тоа да биде комплетно санирано, не сме Шведска. Но ќе можеше многу поинаку да се случува и, например, немаше денеска еден зејтин да биде 155 денари во продавниците, и тоа во ние во кои што пазариме ние обичните граѓани. А да не зборувам за така опремените маркети. Значи, таму станува невозможно да се и влезе. Кога доаѓате во таква ситуација, вие покажувате дека немате никакво чувство за одговорност на улогата која што вие доделиле. И тогаш не треба човек многу математика да знае, за да може да пресмета дека таа личност и тој тим се создадени и се ставени на тоа место да исполнат одредени агенди. Покрај тоа што треба да се заборави Зоран Заев или да се подзаборави, иако него нема да го заборавиме никогаш, значи е едноставно желбата што повеќе да се натрупа мок во рацете на Демократската унија за интеграција. Демократската унија за интеграција е недопирлива. Таа е како држава во држава. Таа води владата практично. Па тие се 20 години горе-доле континуирано на власт. Значи има, нели, коалиција и со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, па потоа со ВМРО-ДПМН после 2008 година, па потоа повторно се вратија во прегратките на Социјалдемократскиот сојуз. Она што е еклатантен пример е нивната недопирливост. Значи нивното непроцесирање, селективниот пристап кога станува збор за нивните партиски кадри, кои што не можете да ме убедите дека немале направено грешки, намерни или ненамерни, тоа си има истражителство кое што треба да го утврди, понатаму криминал, да не зборуваме. Тоа е апсолутно најголемата рак рана на македонското општество, но и нус производ на Охридскиот рамковен договор, каде на сила македонската држава и македонскиот народ беа капитулирани за да се стишат ордите на крвопроливање кои што ги правеа тогаш како терористичка организација. И кога, пак ќе кажам, и на претходниот дел од разговорот кога зборувавме, кога сакате преку анархија да воспоставите поредок, првиот одговор, општествен, е судир и повторен, како да кажам, повторна анархичност и хаотичност. Само преку воспоставување на поредок се одржува поредок. На насилен начин, на со средства кои што се вон законите и уставот. Не можете да воспоставите верување во правото, во владење на правото во Република Македонија. Овие луѓе токму тоа го сторија и затоа денеска сме нова нереđа. Надворот собраниска седница дојдоа на власт, беа изгласани. Значи криво е посадено од почетокот. Апсолутно, па видете сега вака, значи видете, ќе ве потсетам, се насмеав многу така сладко и затоа вака малку сум цинична, сега ќе ми простите,
но веќе со годините и некоја горчина се собира кај човек. Знаете, ви го пореметува здравиот разум. Вие знаете што се случува, треба нели да ве убедат дека е поинаку. Да, како да имаме некоја амнезија, тоа е да не многу се тежок сеќава. процес. Да, многу тежок процес. Самија мене лично многу тешко ми паѓа. Можеби природа. Но она што особено ме насмеа и сакам да ве потсетам е на изјавата на Ковачевски во однос на онаа снимка од собранието кога господинот Џафери ги навредува собраниските служби и тој вели не верувам на снимки. Зашто слушам само. Да, како дојдовте на власт? А бомбите, они дојдоа со бомби со аудио снимки. Тоа не беше видео снимка и таму гласови се слуша. Да. Значи јас вака само тоа го велам, нели ви е срам? Значи не зборуваме, значи вака не постојат ниту црно-бели ликови, тие што читаат литература знаат дека добрите писатели и добрите романи се создадени со живописни, колоритни карактери. И оние врвни мајстори на литературата, за жал македонското општество престана да чита, а нас ни фали култура, ни фали книгата, ни фали и во духовниот развој, ни фали и во визионерска смисла. Затоа и го потенцирам. Значи, најголемите, најбрилијантните класици се токму такви, тие се издвоени како такви, затоа што тие ја знаат колоритноста на еден лик која го градат. И кој ќе ги спојат со неколку ликови или мноштво на ликови, тоа е ремек дело. Сега така и со живите луѓе. Значи, не постојат црни и бели луѓе, нема таква... Ние, секој од нас носиме потенцијали, имаме слабости, грешки, преми така натаму. Но да носам суд, врз основа на тоа, дали некој ваш пријател мене ми кажал што вие сте рекле за мене, тоа е знак на примитивизам. Без оглед може би сте рекле, но јас ќе се потрудам да дознам од вас. И јас ќе го изградам моето мислење за вас на таков начин, а не да говориме за снимки кои што беа нецелосни, кои што беа тенденциозно селектирани и беа насочени исклучиво кон рушење на ВМРО ДПМН. Бидејќи, ако имало не знам колку илјадници снимки, имало и за Дуи, имало и за не знам колку и да се смеја, сепак испаднаа сечени лепени монтирани. Колку и да се смеја на тој на тоа Вилма Русковска градеше случај. Врз основа на такви глупирања, сега Љубомир Јовевски, како и Кацарска, ало судиката треба да ги наградиме во Уставен суд. Мислам, за треба граѓаните да проверат колка ви се платите на уставните суди. И исто така, не е јас тоа што го говорам. Треба да се провери, еве денеска барем на интернет се ни е достапно. Сите со нас носиме во рацете една Александриска библиотека. Погледнете што значи што представува уставен судија. И дали мислите дека Кацарска која ќе појде на некоја таму во низ Европа советување со други уставни суди, дека таа може да биде нешто повеќе од маргинален представник или да си шета по дуќани. Ако е работата да плаќаме данок за да бидат такви луѓе на такви високи позиции со дипломатски пасоши и со 9 години мандат, тогаш ние на своите джелати им го ставаме ортомчето на нашиот врат и самите се бесиме. На тој начин не може да тераме. И тоа е едно исто така горливо прашање. Да не заборавиме, во Македонија имаме луѓе кои што се со под политички прогон, луѓе кои што се со измислено сценарио, конструирано, деформирано, налепено, осудени со такви драконски казни, како па гемиџиите кога ги осуделе во Анадолија имало милост од страна на султанот и помирување во општеството. Зборуваме за тоталитарен систем, за империја, а не денеска на вакво дередже, што не говори повторно, бидејќи нели секој пат има такви кои што седат, нели многу големи патриоти се на компјутер, се седат некаде по светот и они кажуваат ние како треба да се однесуваме, имаат еден центар тука во Гази Баба што го рани државата, кој што им кажува како да се однесуваат. Значи, нека ми простат сите, но на вистина не мислам дека ако некој направил кривично дело, дека не треба да одговара. Но, например, да искубете Радмила Шекеринска и да лежите 4,5 години затвор. А овие добиат 200 години. А овие луѓе да им ги накачите сите можни гревови на светот и да ги држите како затворени животинки на нив, да покажувате сила, дека вие воспоставувате правосудство и ред во државата, што е апсолутно неточно. А во исто време, во Грчец, да се случуваат најголемите криминали со пандан и со заштита од страна на Демократската унија за интеграција и со заштита од страна и соработка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И да има толку луѓе кои што се под закани,
да има толку бизнисмени кои што ги затвараат своите бизниси, да има толку луѓе што се возени во гепек и кои што се плашат да пријават во полиција, бидејќи му пријавуваат на соработникот на Грчец. Тие што знаат што е Грчец ќе сватат за што зборувам. Добро знаат. Значи, ако дрогата и криминалот, белото робје и нелегалното оружје ја владеат Македонија, ние на вистина не сме држава повеќе. И затоа ВМРО ДПМН е во собранието. Затоа ги спречуваме. Ако беше ВМРО ДПМН надвор или конструктивна опозиција, нив ќе им поминеа сите законски легализирања на нивните криминали. И на тој начин ќе си ја воспоставија комплетната контрола во судството, како што направија и обидите што ги има во Академијата за суди и јавни обвинители. Ќе влезеа во образовниот сектор без никаков проблем, со претходнава министерка која што не знам како може, дали е свесна за нејзиното действување и дали постои капацитет да ја разбере нејзината улога негативна која што имаше и што остави како едно сеќавање. Преку реформата требаше да се избрише не само македонскиот национален идентитет, туку и традиционалните вредности. Јас се согласувам дека европејството и западните тенденции либерални носат и толеранција кон различни категории на граѓани, дека постои правото според човековите права, дека една индивидуа има право да си го одбере својот пат и да се однесува според своето чувство на мерка и да биде сакана и да сака на начин како што смета. Тоа не се мешам во тој дел. Но не може тоа да биде принцип кој што ќе стане правило уште на децата од предучилишна возраст. Бидејќи ние знаеме дека како човештво сме дошле до тука затоа што нас некој не воспитувал во нашите домови, а тие што не воспитувале претходно нив ги воспитувале и така натаму. И во рамките на таа златна средина, јас сум конфуцијан и верувам во златна средина, ништо не е ни предобро, ни прелошо, секој пат златната средина е едно решение за напредок. Мислам дека во сите сегменти се потврлени и нема теоретска шанса било како да опстојат на било каков начин, освен да ги натераме, бидејќи самите, кажавме еден голем дел од причините зошто не може да останат на власт. Така, професор, да преговориме малку и за надворешни теми. Ке има ли датум за преговори со Македонија поради спорот со Бугарија? Очекувате ли некакво решение? Не кажа Макрон. Макрон кажа уште пред 3-4 години, па повтори пред 2 години, па кажа сега нема не знам колку недели помина. Макрон кажа за некаква си втора лига на ЕУ или ЕУ за сиромашни. Знаете како, еве баш тука ја зборуваме малце можеби за мојата книга, сега таа излезе скоро. Јас работев на регионално безбедносните пактови во Југоисточна Европа меѓу двете светски војни, 10 години го истражував овој процес. Мене секој пат ми е поврзана анализата, иако е ова регионална и поглобална тема. Прво е глобална, па регионална, па е постала локална, но мене ме интересира македонското прашање во сициот тој сплет на случувања меѓу двете светски војни. И во тој период, после Версајската конференција, Франција се обидуваше да создаде систем на сојузи зад Грбија, бидејќи особено по големата светска економска криза 1929 година почна да расте рапидно нацизмот и беше свесна Франција дека ќе има проблеми со Германија, но и малку пошироко. И затоа што не можеше да најде партнер во Велика Британија, која беше така во добра соработка и со нацистичка Германија на почетокот, таа сметаше дека мора да го обезбеди овој дел од Балканскиот полуостров. И тој дел, значи, тако практично, ова крило требаше да го како тампон зона да го создаде како би можела нели да направи маневар во случај на воен судир. Франција си има, како и Германија и сите потрадиционални држави во Европа, краткорочни и долгорочни стратегии. Исто како што и руската стратегија секогаш била понаклонета пред се кон Бугарија, а гледаме дека последниве 15 години интензивно соработува и ја поддржува соседна Србија, така и Франција има длабоки, вкоренети традиционални односи и симпатии како кон Грција, така и кон Србија. И тие размислуваат стратешки, значи кога зборуваме за големите европски сили, тука Америка ја ставам на страна. Америка действува сосема на поинаков начин и тој може би е најспасоносен за нас, без оглед како ние се чувствуваме овде,
мислам дека до Секогаш сега повеќе се исплати да играме тој- на американска карта. тој принцип тие покажаа Да. дека они не размислуваат емотивно, Прагматични. но прагматични се Да. и зборот сакаат да им држи. Ако ти дадат збор дека ќе постоиш и ќе За разлика со ЕУ што не знаеш на што си кога со ЕУ. Не, ние знаеме како со ЕУ, само што кај нас, ако ја кажете целата приказна отворено, ќе ве прогласат за евроскептик. Мене тоа ми се случувало на неколку наврати, што не е точно. Тоа Затоа си кај реалист, не се вика евроскептик. Јас сум многу приврзана на тоа и многу голем сон ми е да бидеме дел од Европската унија. Но не Европската унија која ќе се распадне. Не тогаш. Туку сакав сега кога се отворат границите, бидејќи уште пред да се направат овие вакви изнудени договори и со Бугарија и со Грција, верував дека доколку се отворат границите, доколку станеме членка на Европската унија, тогаш и овие прашања ќе станат маргинални. Бидејќи во рамките на Европската унија прво ќе се движиме сите како европски граѓани, второ, оние што чувствувале повеќе наклоност кон Бугарија можат да си одат без да пишуваат дека бабите и дедовците им се бугарини или населно, едноставно да го продолжат својот живот таму. Може да се патува секаде, но и да се зачува македонскиот национален идентитет. Македонија не случајно за цар Борис беше најсветлиот рубин. Да, и рубинот на бугарската круна со центарот во Охрид кој што требаше да го стават. Значи, нивната амбиција за превземање на ова тло има два аспекти. Едниот аспект е тоа што они го кријат, а тоа е дека Бугарија во најголем дел е создадена од македонци, кои што станале дел од конструктот, се претопиле од тој, но си го знаат коренот, си знаат од кај дошле, како резултат на Илинденското востание, Балканските војни, Првата светска војна, потоа Нејскиот договор и Конвенцијата за доброволна размена на население помеѓу царството Бугарија и кралството Грција 1919 и врз основа на нив тие го изградето општество и таа романтизирана историја. Тоа е едниот аспект. А вториот аспект е навистина доколку постои православна нитка и поврзаност и еве навистина континуум на она некакво заедничко поданство во рамките на Отоманска империја до Берлинскиот конгрес, тогаш навистина не гледам причина зашто тие би имале таков проблем, но јас пак ќе ви кажам, не е проблемот само Бугарија. Бугарија е само маската на проблемот. Поголеми играчи, главните играчи стојат зад нашата главните овие. играчи во Европа, тие шанса нема. И сега ќе ви кажам, ајде романтичниот дел или праведно, неправедно, нели, па сега гледаме на Украина и даваат, нели, почнуваат преговори, што е страшно. Исто како и влегувањето на Бугарија и Романија неспремни така натаму. Например, тој дел, нели, ми е тежок, така, и веројатно на сите нас. Но ако земете да одите според поглавја, ние немаме ниту едно поглавје кај што можеме да поминеме во рамките на тие пристапни преговори со, нели, финално членување. Ние не сме подготвени. Еве било кој странец Владење на правото, да речеме, па тоа ја не знам како би го поминал. Најважното Не поглавје. можете во Европска унија без владење Не, на како правото. би го поминале Мене ми тоа? кажуваат непотизам. Македонија е толку мала, велам, ако не сме роднини, сме сватови. Да. Значи се шегувам дека понекогаш. Значи не е проблемот непотизмот, ако сте вие добар и квалитетен, вие си ги носите вашите квалификативи, ако постои непартизираност, туку конкурси каде што имате можност да излезете и да се покажете што сте, ќе победи најверојатно, најчесто, најдобриот. Така. Нашиот начин на функционирање не е европски. Знаете, внатрешниот поредок не е така устроен. Понатаму, јас слушам, не знам, требало да се направи ограничување на бизнес секторот. Јас бизнес секторот секој пат би го поддржувала и мислам дека и концептот на ВМРО ДПМН од секогаш бил да се развива приватниот сектор, бидејќи приватниот сектор е движечката сила на општеството, не е тромавата јавна администрација која што е тотално бирократизирана, многу неквалитетна, многу неспособна. Тоа не збори дека нема многу квалитетни луѓе, ама тие квалитетни луѓе ако ги води некој со, да не кажам од каде дипломи купени, и ако е некој со партиски клуч кој што дошол, а на улица никој не го знае, да кажам, значи нема никаков углед и авторитет. Ама овдека, бидејќи како партиски војник дошол до не знам каква позиција, како со мојот колега Рашковски што направи во владата Рашмонијада тамо, тогаш не можеме да одиме во Европска унија. Така. Европската унија тоа не го прифаќа.
За крај да преговориме за вашата книга која беше промовирана минатата недела. Тука велите дека со посебен осврт кон македонското прашање во политиката на балканските земји. Се изменило ли нешто во односот на соседите кон Македонија изминативе 50 години, да речеме? Или е останато исто? Има промени, посебно онаа соработка во рамките на поранешна Југославија со соседна Србија. Гледаме и дека тоа и континуирано трае, еве и во однос на Српска во решавање на црковниот спор. И треба како македонско општество да се заблагодариме за нивната поддршка и неправењето на дополнителни главоголки за македонскиот народ и за македонската православна црква. Далеку од тоа дека тоа ќе се реши сега или во овој век, но е голем чекор. И за цврстување на дел од македонскиот идентитет, бидејќи има ПЦ дел од македонскиот идентитет. СПЦ ни прати порака дека не сте сами и дека тука не ве гледаме како срби, ве гледаме како македонци. А тоа е многу силна утеха во ситуација кога источниот сосед ви вели дека вие сте бугари. Не може со сила да му наметнувате на некој да се чувствува некако. Без оглед на тоа дали има луѓе што се чувствуваат така и со сите почети, треба и во ред си е тоа. Што не е спорно дека се чувствува како Но бугари. мислам дека начинот кој што го одбра соседна Бугарија повторно историски сгреши и затоа ќе кажам дека една од причините зашто и понатаму работам со овие геополитички историски анализи и ми се пасија, не само академска обврска како научник, е и затоа што сметам дека навистина треба да учиме од лекциите од минатото. Историски е докажано дека може да се направат процеси и промени само ако знаете како да ги избегнете препреките кои во претходниот циклус биле причина тоа да биде на некаков начин изведено, сега спорам хипотетички. Во однос на регионално безбедносните пактови во Југоисточна Европа, значи ова се важни пактови бидејќи во овој период светот се уште ги разрешува проблемите кои што настанаа во 19 век. Империализмот, посебно агресивниот империализам и развојот на индустриализацијата доведе до процеси кои што комплетно го сменија начинот на функционирање на целото човештво. Денеска, во 21. век, не можеме да зборуваме за неедуцираност, можеме да зборуваме за психолошка пасивност и за неангажираност, бидејќи не ви треба диплома за да бидете начитан и информиран. Ние ги имаме технолошките алатки, пак ќе кажам, во раце, имаме и медиумите, ги имаме и, значи, овие што се компјутерските процесори преку кои што можеме да дојдеме до мноштво на информации, знаење и да се градиме себе си, да ги градиме нашите ставови. Во тоа време, за кој што пишувам тука, тогаш се уште борбата е да се зачува и да се истрае на патот кон изградба и зајакнување на националните држави, бидејќи националната држава преовлада на Париската конференција после Првата светска војна и тоа е инспирација на американскиот претседател Вудро Вилсон, кој се залагаше за националната држава, за правото на самоопределување на народите, но и за јавната дипломатија. Сега ќе видите, кога ќе дојдеме кај јавната дипломатија, например, нашиот министер за надворешни работи не го почитува принципите кои што се воспоставени повеќе од еден век. Туку се држи до принципите на тајната дипломатија. И граѓаните не се информирани за нивните договарања. Граѓаните практично ништо не знае за што преговараат со Бугарија, како што не знаеа и за Грција. Па што ви зборува тоа? Тоа значи дека сме ние во декаденција. Тоа е декадентно однесување и непочитување. Например, тој дел со заедно гледаме и со ароганцијата на мојот колега професорот Фрчковски, кој замина во Обединените нации, иако не доби претходно агремано од Вашингтон и е оценет како соработник на служби и соработник на делувал против американските интереси во 90-тите години, можеби се работи за корупција, тие се многу дискретни, не можеме да знаеме доколку не можеме, тоа си има други нивоа што се запознаени. И покрај тоа, неговата амбиција да шета во Њујорк и да пуши пури по барови, беше поголема од волјата на граѓаните и срамот за државата. И за него ексклузивно се најде решение во рамките на Обединетите нации, но и големо понижување, бидејќи он себе си се представуваше како Томас Џеферсон. Треба да знаеме и дека Томас Џеферсон од Македонија не сакаше да дојде пред Комисијата за надворешни работи и да комуницира. И сега
Ако бил проблем моето присуство таму како негов поранешен студент, помлада колешка, на колегата Антонио Милошовски, кој што беше долги години министер за надворешни работи, образован човек, и на останатите колеги од опозиција, ако тие се проблем, бидејќи овие од власта никаде не се проблем, ни на себе самите освен или можеби, но тој кажува од која инстанца на МОК и со каква сила тој себе си се прогласува за компетентен да одбира. И кој му ја дава таа сила? Таа сила не ја даваат западњаците, не ја даваат странците. Таа е сила на врхушката која што раководи со Македонија и која што упорно ја уназадува нашата прекрасна држава и го уништува македонскиот народ и ги обезреднува македонските граѓани. И тие се тие негативни примери кои што неговото однесување најдобро го опиша поранешниот претседател Глигоров во однос на спорот за името и нудењето на пари, така да за делото на Фрчковски доволно е тоа не кауза. беше никогаш процесирано. Еве, ние повторно сега денеска плаќаме за него да биде он во Њујорк. И он ќе не представува во Њујорк, ќе си истера мандат. И ќе доаѓа тука и потоа ќе кажува дека со катанци ќе затвара ВМРО ДПМНЕ, ќе кажува кои луѓе ќе влегуваат по кои комисии, кој има право на живот, кој нема право на ништо. Он гради мислење затоа што општеството создало такви хибриди и не ги санкционирало кога требало на време. Тоа е грешка на сите политички партии, бидејќи тој беше поддржуван од сите политички партии во Македонија. Така, професор, ќе ви благодарам за интервјуто и ви посакувам многу успех во кариерата. Ви благодарам на честа, се надевам дека ги исполни вашите очекувања. Сигурно. Некогаш, нели, професор Лукот знае да направи поголема екстензија, но и ова се времења кога се случуваат навистина многу работи. Многу малку има простор за науката, но и таа мора да се внимава на неа, бидејќи без неа не можеме да одиме натаму. Благодарам. Ви благодарам.